Добар ден, ученици, и добре дојдовте на час по математика во второ одделение. Јас сум оделински наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час по математика ќе работиме за еднаквост на бројни изрази, како дадениот пример 16 плюс 4 е еднакво на 17 плюс 3. Што ќе научиме на овој час? Како што го посочив примерот, ние ќе научиме да го користиме знакот еднакво за да прикаже еднаквост на два бројни изрази, или зошто бројниот израз 16 плюс 4 е еднаков на бројниот израз од десната страна 17 плюс 3. Ќе користиме и ќе избериме различни стратегии за полесно собирање од земјани за да го решиме бројниот израз. Што ќе ви е потребно за работа? Тоа е ленирче, линијарче за цртање и тоа се приборот за пишување, тетрадка, молив, гума. Подгответе се и да започнеме. Рековме дека на овој час ќе учиме за еднаквост на бројни изрази или како правилно да го користиме знакот еднакво. Ова можете да си го забележите како наслов или можете само знакот за еднакво. Првен ќе го проследите примерот што ќе го објаснам, а потоа заедно ќе работиме. Се појави една домино плочка, со која што знаете дека многу често работиме на часовите, на која што од левата страна има колку точки? 4 и на десната има исто толку точки или 4. И ова домино плочка, кога ја користевме за составување на бројен израз или на задача со собирање, ние запишувавме 4 плюс 4 е еднакво на 8 ги броевме точките. На другата страна ќе покажам друга домино плочка. Ајде да изброиме колку точки има на левата, колку на десната страна. Значи има 6 точки на левата плюс 2 точки на десната страна или вкупно оваа домино плочка има 8 точки. Сега да ги споредиме двете плочки. Дали се еднакви по поглед како изгледаат? Не, нивниот изглед е различен во бројот на точки, но не во вкупниот број на точки. Во првата плочка имаме 4 плюс 4 еднакво на 8, а втората 6 плюс 2 е еднакво на 8. Значи, кога ќе ги собериме точките, ние ќе видиме дека збирот на точките е еднаков и на левата и на десната домино плочка. Тоа во математиката се вели еднаквост на бројен израз, односно 4 плюс 4 дека е 8, и од десната страна бројниот израз 6 плюс 2 е исто така 8 и овие два бројни изрази велиме дека се еднакви. И помеѓу нив го пишуваме знакот еднакво за споредување. Дали е јасен примерот, значи, она што ќе го работиме на денешниот час? И мислам дека нема да биде тешко. И сега да работиме заедно. Ваша задача е да си ги нацртате овие две домино плочки и да оставите место под нив, бидејќи ќе пресметуваме. На секој, кога ќе имате потреба за да застанете и да нацртате, едноставно запрете го видеото, за да не го повторуваме тоа. Значи имаме домино плочка, која што има 6 точки на лева страна и една на десна, и 5 точки на лева страна и 2 на десна ке втората плочка. Откако ќе ги нацртам, наше е да ги пресметам. Значи, како што покажам. Па, ајде да видим. 6 плюс 7 е еднакво на 7. А колку е 5 плюс 2? И 5 плюс 2 е еднакво на 7. Што можеме да откриеме? Можеме да откриеме дека 6 плюс 1, кој што имаше збир 7, е исто што и 5 плюс 2 или вкупно 7. Односно, двата бројни изрази се еднакви. Сега веќе сметам дека ни е полесно за да работи. Ова треба да биде запишано и во вашата тетрадка. Па слободно запишувајте. Сега ќе поставиме една друга задача, а тоа е. Дадена ни е домино плочка, каде што имаме 5 точки од лева страна и 4 од друга и запишуваме броен запис 5 плюс 4 е еднакво на 9. Тоа ќе го нацртате. Сега го задаваме проблемот. Има е празна домино плочка и гледате дека
не се дадени бројот на точки ни од лева, ни од десна страна, но вкупно треба да имате на плочката 9 точки. Сега, ученици, е ваша задача добро да размислите, да најдете што повеќе решенија, значи за решавање. Или може да си решите вие само едно, а потоа ќе видите колку други решенија можеме да најдеме. Значи, една домино плочка, цртајте точки. Можеш да си нацрташ уште една домино плочка, па да го најдеш другото решение. Ајде да видиме. Време е за самостојно решавање, а потоа ќе ги провериме. Сега да видиме што пресметавте, дали најдовте некои од овие начини кои што ги покаже. Левата страна ни беше зададен, нели, проблемот што требаше да пресметаме, да најдеме повеќе решенија. Имавме дадено една домино плочка, 5 плюс 4 е 9, а ние требаше да дополнуваме на празната. Сега, кои решенија вие можевте да ги имате? Можевте да нацртате домино плочка на која што ќе имаме 8 точки од една страна, а една од десната страна. Хајде да видиме втората. 7 плюс 2, овие се парови што прават 9. На третиот начин можеше да биде 6 плюс 3, бидејќи тоа е 9. Четвртиот начин 9 плюс 0, бидејќи и тоа е 9. Значи, било кој од овие начини, ако вие го нацртавте и го запишавте, вие имате точно решение. И сега, проверуваме. 5 плюс 4 е 9, но и 8 плюс 7 е 9. Или 5 плюс 4 е еднакво на 8 плюс 1. Ајде да го видиме вториот. 7 плюс 2 е еднакво на 9 и 5 плюс 4 е еднакво на 9. Третиот пример. 5 плюс 4 е 9, но и 6 плюс 3 е 9. И четвртиот пример. 5 плюс 4 е 9, но и 9 плюс 0 е 9. Доколку имате еден од понудените примери, сте нацртале на домино плочката, вие сте ги разбрале бројните изрази со еднаквост и точно сте решиле задачата. Сите бројни изрази и лево и десно имаат збир 9 и затоа во овој случај можеме да зборуваме за еднаквост на бројните изрази. Доколку сакате, можете да го стопирате видеото и да си ги запишете сите овие примери, да си ги нацртате во тетрадка. Хајде да пресметуваме повторно заедно. Еве ќе зададам еден друг сега проблем. Во вашата тетрадка ги цртате домино плочките вака како што се даде. И го запишувате бројниот израз на ист начин. Значи, празно квадратче плюс 2 е еднакво на 10 или празно квадратче линија плюс 6 е еднакво на 10. Ваша задача е да откриете колку точки недостигаат на левата страна од домино плочките и да добиеме точен бројен израз. Па може да се решавате. Хајде сега да се провериме. Колку точки требаше да нацртате на првата домино плочка? Требаше да нацртате 8, бидејќи 8 плюс 2 е 10, а на втората 4, бидејќи 4 плюс 6 е еднакво на 10. Наша задача беше да направиме, да представиме еднаквост на бројниот израз. 8 плюс 2 10 и 4 плюс 6 10, па така да бројниот израз е еднаков. Не беше тешко, нели? Сега ќе поставиме еден проблем, кој што сигурно ќе го побуди вашето внимание. Дадени ќе си нацртате две празни домино плочки и ќе ги запишете бројните изрази она како што се зададе. Тука е дадена слобода. Вие треба да ги најдете, да нацртате две домино плочки, при што збирот на точките да биде 5, но плочките да бидат различни меѓу себе. Хајде да видиме колку различни решенија ќе имате. Значи, секој црта по еден пример, а потоа кога ќе се споредиме, ќе видите дали некој од вас имале некој од понудените решенија. Време е да си проверите. Може би во првата плочка сте напишале 0 плюс 5, значи на десната страна 5 точки, а на втората 1 плюс 4. И во тој случај кај вас е точно.
Може би сте имали 0 плюс 5, но на втората точка 2 плюс 3. Или пак 1 плюс 4 со 2 плюс 3. Истите овие задачи можете да ги представите и на обратен начин, ако го смениме местото на точките во цртањето, односно на собираците. Но резултатот сосема ќе биде ист. Што значи, ако ги помисливте овие решенија, имате едно од овие решенија, значи, пример, тогаш вие одлично сте ги совладале бројните изрази со определување на еднаквост на бројни изрази. Може да си го нацртате, рековме повторно стопирајте го видеото. Стигнавме до крајот. Време е за самостојна работа. Дадени ви се две задачи, ваша задача е првен да си ги запишете во тетрадката, внимате. Значи, откако ќе го стопирате видеото, вие си ги препишете. Во првата задача треба да пресметате кој број недостига за од двете страни да имате еднаков збир. Бидејќи го гледате знакот за еднаквост меѓу двата бројни изрази, нас ни недостига собирок, значи колку што гледате во задачите, за да можеме двете страни кои ќе пресметаме да имаме еднаков број, односно еднаков резултат. А во втората задача треба да го заокружиме точното решение, односно кој броен израз, кој од представените покажува еднаквост на бројните изрази, ќе ги заокружите, значи целосно со една крива затворена линија. Ајде да видиме како ќе ги решите задачите. Значи, стопирајте го видеото, откако ќе си решите, се враќате на видеото за да можете да проверите. Прво што требаше да направите е да пресметаме на она страна каде што можеме да пресметуваме. Во овој случај 4 плюс 16. Начинот на кој што ќе работите. Дали ќе биде 16 плюс 4 со добројување од поголемиот број, значи на 16 да му додадете 4, начинот на кој што вие решавате е ваш избор за полесно доаѓање до резултатот. 16 плюс 4 е 20, што значи на другата страна треба да добиеме 20. Тогаш, кој број ни недостасуваше? 2. На вториот бројни израз можеме да пресметаме првен од десната страна. 20 минус 3 е 17. Тоа значи дека и на левата страна ние треба да добиеме 17. Значи го бараме бројот 4. Каде требаше да пресметате во третата задача? 10 плюс 5, 15, што ми укажува дека и на левата страна треба да имам 15, значи го барам бројот 8. И во четвртиот пример, 14 минус 2, треба да пресметам дека е 12, значи морам да имам и од десната страна 12, тоа значи на 10 да му додадам уште 2. Доколку вака сте ги решиле и сте ги помислиле задачите, одлично сте размислувале. Доколку не, запишете ги и обавезно да го запишувате збирот над броевите за полесно пресметување. Ајде да одиме на втората задача. На ист начин требаше да си пресметуваме. Одиме на првиот пример. 2 плюс 5 е еднакво на 7 минус 0. Пресметуваме лево. 2 плюс 5 е 7. И 7 минус 0 е 7. Значи, овој бројен израз е точен и имаме еднаквост на бројни изрази. Вие треба вака да го забележите, ако не веднаш поправете се. Одиме на вториот пример. 10 минус 5 е 5. А 4 плюс 2 е 6. Значи, овде не заокружуваме, бидејќи знакот за еднаквост не одговара. Одиме на третиот пример. 0 плюс 6 е 6. 8 минус 2 е 6. И овде заокружуваме еднаквост на бројен израз. И на последната задача 3 плюс 2 е 5, а 10 минус 3 е 7. И овде немаме еднаквост на бројен израз. Почитувани ученици, разгледајте ги убаво примерите. Ваша задача е, еве го оставив уште од почетокот, да вежбате слични задачи. Навратете се во тетрадката, се што запишувавме, проследете го уште еднаш видеото, бидејќи со вакви задачи ќе се среќаваме често во текот на нашата работа. До гледање до некој следен час по математика.